Почитувани мој, добар ден. Време е за уште едно ново издание на Црвена линија. Имаме гледачи кои што вчера рекоа дека е вжештена секогаш црвената линија. Верувам дека особено денеска ќе биде вжештена со оглед на тоа дека ќе ви има во уште поголем број. Секако како редакција ги земаме во предвид и сугестиите на гледачите кои што се јавуваат, па ете, денес ќе зборуваме за нешто за кое што верувам и како ќе имате што да кажете. Заедничка оценка на граѓанските организации кои го следат правосудството е: секоја влада сака да има контрола над судиите и јавното обвинителство. 40% од судиите признале дека имале влијание од колегија, речиси ист процент потврдил дека бил под влијание на функционери. Последна констатација е: системот на влијание е совршен. Како да се излезе од овој ќорсокак во кој е влезено правосудството, во кој никој веќе не верува? Тоа е она што ве прашуваме денес, а секако и ве подсетуваме. Можете да шернувате, лекнувате и коментирате секако на нашиот профил Црвена линија на Facebook, на Twitter, профилот на Телма телевизија, и таму се објавуваат нашите теми, и секако задолжително заследете не на Instagram. Тоа е нешто што редовно ве подсетуваме, а има и зошто, со оглед на тоа што сакаме да дадете одговор на нашите анкети. За денес на Instagram Story, доколку кликнете, ќе ве пречека денешното прашање: има ли барем еден судија или јавен обвинител со интегритет? Две опции имате за одговор. Под А има, Б нема. Кој е вашиот одговор? Кликнете на опцијата и секако резултатите ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. Меѓу другото, сега ќе продолжиме и ќе ја загрееме атмосферата секако и со прилогот на нашата колешка Елена Муковска. Погледнете. Врховниот судија Наќа Ѓоргиев на чекор да стане член на судски совет. Тој е единствен кандидат од Врховниот суд, откако денеска судски ја затвори кандидатската листа. А токму вчера, на помалку од 24 часа, 7 членови на судски совет на затворена точка од седницата изгласале запирање на дисциплинската постапка против Ѓоргиев, која се однесува на неговата работа од времето кога бил председател на апелациониот суд во Штип. Единствено екс-председателката Весна Дамева денеска гласаше против кандидатурата на Ѓоргиев. Денес по оваа тема одлучив гласно да молчам и со молчење да го бранам мојот глас против утврдување на листата за предложениот кандидат од Врховниот суд на Република Северна Македонија за член на судскиот совет, и се надевам дека моето молчење денес ќе одекне гласно. Ви благодарам. Судскија затвори постапката против него, но обвинителството се уште води предистражна постапка, откако судскиот совет кај нив ја препрати анонимната представка, во која се посочува дека врховен судија од Штип земал мито. Подносителот во представката истакнува наводи за коруптивно поведение на судија на Врховен суд на РСМ и член на судскиот совет на РСМ. Укажува дека против судијата сите судии од апелационото подрачје Штип имаат поплаки за неговото работење, дека врши притисоци и наплаке за граѓански и кривични предмети. Телма стапи во контакт со Ѓоргиев, но тој ни рече дека не може да разговара поради работни обврски. На втората кандидатска листа, судиите од Скопско апелационо подрачје ќе бираат меѓу двајца колеги: судиката од Граѓанскиот суд Антонита Димовска и Лазар Нанев, председател на судот во Кавадарци. Неговото име првично не беше на кандидатска листа, поради тоа што не поднел комплетна документација. Членовите на судски денеска дебатираа и на крај со 2 гласа против и 8 за го прифатија неговиот приговор, во кој ги објаснува причините и ја дополнува документацијата. Мене ме зачудува кога кандидат за член за судски совет, судија, председател, при објавен оглас и при познавање на законот не ги доставил на време документите. Се соочив со една пракса на судскиот совет и критики дека претеран формализам не е дозволен и не е препорака. Затоа треба да бидеме пофлексибилни. Дамева, која и за ова гласаше против, фрли сомнеш дека некој од колегите го известил Нанев зошто првично не му била прифатена кандидатурата, па потоа тој во приговорот се осврнал таксативно на сите забелешки. За мене на вистина е нејасно од каде судијата, пошто го поднел приговорот,
точно и прецизно ги знае причините поради кои не е евидентиран на кандидатската листа. Кога на истиот такво нешто по службено должност не му се доставува. Тоа си го потврдив и на колегиумот, кога ве праша вас председателя на комисија дали доставивте службено, ми потврдивте не. И за Нанев судскиот совет води постапка, откако обвинители во Кавадарци го пријавиле дека им се заканува и не ги пушта во судница на рочишта. А вчера членовите го разгледуваа извештајот на Кавадаречкиот суд, каде тој е председател и не беше спомнато ништо околу забелешките на обвинителите против него. Судски ги закажа изборите за 13 јули. Откако оставки таму си поднесоа судиите Мирјана Радевска-Стевкова и Зоран Герасимовски поради несогласување со работата на судскиот совет, особено по незаконското разрешување на Дамева. Следуваа многу реакции, критики од стручната фела, повици за оставка од невладините, а најгласно одекна пораката од холандскиот амбасадор Коп, кој ги нарече нелегитимно тело. И пред нормално да почнеме со вас, драги мои, еве и уште едно подсетување, задолжително кликнете на линкот telma.com.mk, пред се ќе бидете брзо, ефикасно и целосно информирани околу случувањето во земјава, секако на Балканот и во светот, но и ќе претендирам да ве подсетам да се задржите на еден наслов. Станува збор за ексклузивното интервју со Дейвид Гир во вечерашната топ тема во 19 часот и 15 минути. Па и ве како изгледа тоа на telma.com.mk. Дейвид Гир ексклузивно за топ тема. Европската унија испраќа оценска мисија во Македонија за работата на судскиот совет. Меѓу другото, Европската унија, Дейвид Гир ексклузивно за топ тема најави дека тоа веќе е и предложено на владата и се надева дека ќе се реализира најбрзо што може, бидејќи, како што вели, работата на судскиот совет мора да се поправи. Ве потсетувам, не го пропуштајте вечерашното издание на топ тема во 19 часот и 15 минути. А секако ние ќе ве потсетиме за оние кои што подоцна малку се вклучија дека на 023070005 ве прашуваме денес во ова издание на Црвена линија. Според вас, како најлесно да се излезе од овој ќорсокак во кој е влезено правосудството, во кое веќе никој не верува? Добар ден за првиот гледач. Ало. Добар ден. Добар ден. Па еве како да се излезе од овој ќорсокак? Да, еве ве прашуваме како да се излезе од овој ќорсокак. Што е лекот? Вака, госпоѓо. Ќе те моля, господ, да не ме прекинуваш кога зборувам. Ќе се излезе од ќорсокак кога нема да ги за судскиот совет, кога нема да им предложуваат суди, за Кавадарци се јавувам сега вака, за Лазар Нанев се работи за случајот. Лазар Нанев е влезен во невиден криминал, у корупција и мито. Значи, он има некои фирми што се дадени на суд, Масинов Коп, што ти знам таму, онај дрвниот комбинат, онај Зоран Кабранов, значи Лазар Нанев е влезен у криминал, не знам кој го предлага он за судскиот совет да биде. Значи он е у криминал влезен догуши. Па еве според вас како може да се реши лекот, кој е лекот за правосудството наше? Дали ме слушате, дали може да ни кажете еве што предлагате, кој е лекот? Морам да ве вратам на тоа за што дискутираме, ве молам. Ка Лазар Нанев е предложен, че ве морам не ме прекинувајте. Значи, ка Лазар Нанев е влезен у криминал. Ве разбравме што сакавте да кажете на почетокот, но секако еве понатаму за сите оние кои што ќе се вклучат, она што сакаме, децитни сме во однос на прашањето од вас да го слушнеме, како според вас да се излезе од овој ќорсокак во кој е влезено правосудството, во кој никој веќе не верува? Добар ден. Добар ден. Секој добро во Црвена линија. Благодарам. Како да се излезе од овој ќорсокак во кој е влезено правосудството, во кое никој веќе не верува? Како да се верува во нешто што не работат како што треба? Треба да веруваш во она што се почнува и завршува. Политиката не треба да се меша со судот.
судот е држава. Ако судот функционира како што треба, автоматски и државата ќе ни биде како што треба. Али пошто судот не работи како што треба, така да никој не верува више во судот, кога ќе се почне некој предмет, тој се става во фиока и не се ни погледнува дали треба да се разгледа и да се заврши. Јас имав случај еден, да го кажам или да не го кажам? Слободно, го зборувајте, ве слушам. 200% бев сигурна, златото ми беше украдено од дома, од блиска пријателка и никој друг не ми бил сем она. Отидов во полиција, поднесов изјава, дадов изјава за ова и назначив кој е. Прво што те прашуваат во полиција, дали сумњате во некого. И нормално кажуваш о кого сумњаш. Никој не ми бил сем она во тој период, кога никој не ми спиел во спална, златото ми беше во спална, никој со неа не сме зборувале за моето злато, а голема количина на злато. Само одеднаш, кога одев на одмор заедно со неа, да го дадам златото на ќерка ми го нема нигде. Јас ќе ви се заблагодарам најмногу еве што се вклучивте во Црвена линија, секако и тоа што го споделивте како лично искуство, но и ќе потсетам за сите оние понатаму кои што еве ќе се јавувате во Црвена линија. Правилото е такво што е 90 секунди за секое излагање, но тоа не значи дека еве и госпоѓата пред малку ја охрабрувам доколку сака нови 90 секунди, секако слободно повторно завртете го нашиот телефонски број 02307 0005 и еве пред да вклучиме уште една важна напомена, ве молам само нека биде намален тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Повелете. Па, Тина, вака ја сега. Предлог е за... Слушате, така? Да, повелете. Вака во судството, правосудството. Со овие суди, ај се да не ги кажам неписмени, него дојде ни се со протекција и со некој што ги гурал, што ги прогурал. Нема квалитет. И мој предлог е, искрен кога пуно држави што направиле, што не им идело во судството, си земале од страна суди, странски суди. Например, Америка, слушаме дека ни дава 500 милиони евра за реформи во судството, требало да ни испратиме 100-500 милиони, например, едно 20, 30, 50 суди, обвинители. И такво решение. Иначе од ова судство ние да го поправиме, нема шанс. Еве Европската унија најавува оценска мисија во Македонија. Тоа мене ме радува. Више ме радува. Дека знаеш како е? Карактеристично е кај нас, например, партиите што се сакаат големите партии да угураат во обвинителството и судството своји луѓе. Од која постои Македонија, они тој принцип. Гураат своји луѓе. И никад нема да има судство. И сега, например, кога граѓанин, ја не определен сум, ако е со некој од партиско, тешко да... Ке подсетам уште еднаш, само внимавајте на тајмерот, но секако и ќе напоменам, отворени сме, секако имаме 5 линии, така да повторно завртете го телефонскиот број, секако ќе ви се заблагодариме и вам за вашето учество. Еве сега и уште еден наслов на кој што би сакале да се задржите, се разбира по Црвена линија, кликнувате, повторувам, на telma.com.mk, каде што стои дека суди со постапки во судски совет и обвинителство потврдени за кандидати за членови на Советот. Па еве, последна констатација е дека системот на влијание е совршен. Ве прашуваме денес како да се излезе од овој ќорсокав во кој што е влезено нашето правосудство, во кое веќе никој не верува. Добар ден. Здраво. Види вака сега, ти си запатила малку од Југославија, гарант? Секако. Се сеќаш дека имаше стабилност у државата, таа Југославија, судство какво такво беше примерно, да речеме, не идеално, бидејќи и тогаш постоја некои макинации, али пак се држаа до некои правила и прописи. Значи, тогаш постоеше една голема држава, секаше Советски сојуз. Сега ја нема. Сега на нејзино место еден куп други помали држави се и се вика едната поголема Русија.
Ама затоа Западот, Америка и компанија Европска унија останаа и тоа е дисбалансот на правдата. Тука дојдоа, направија ршум и од... А еве сега планира да се испрати Европска унија оценска мисија во Македонија. Не, фала им, нека си одат подалеку од нас. А како ние да излеземе од Ќорсокаков? Само Че Гевара, Кастро, такви луѓе треба. Ништо повеќе. Револуција. Ништо повеќе. Дама лошо е што многу ќорлаци има овдека, како Че Гевара што викал у Ангола кога ратувал, вика, бе, не можам да ги натерам у ров да влезат, вика жив човек не влегува у дупка. Толку биле прости, значи, едноставни, што не знаеле да ратуваат, а ратувал со нив, така и овдека ќе има проблем таков Че Гевара. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме секако со вас. Еве уште еднаш конкретно прашање како според вас може единствен начин да се излезе од овој ќорсокак во кој што не е влезено правосудството, во кое никој повеќе не верува. Добар ден. Добар ден. Прашањето ваше е да ги нема судиите. Сега вака, моето размислување е следното. Во државата мора да има председател на држава, влада, полиција, армија и на крајот судството. Меѓутоа, ќе зборувам само за судството. А нека некој после мене каже дали може еден судија да има 16 станови, значи во својот век, во своето работење, стекнати на честен, поштен начин. И сега побарајте од мене да му верувам на тој судија дека честно, праведно, правилно, значи работил и донесувал одлуки во името на законот, во името на народот. Зашто сите тие се повикуваат во името на народот. И па сега како може? Значи тој треба да живее повеќе од 200 години, за да може да го стекне тоа, ама да не јаде, да не пие, да не носи никаква облека, значи сите тие средства да ги уложи во оно што го стекнал на таков нечестен начин. И тогаш ќе можам да размислувам и да го дадам мојот процент. И затоа е вака, како што сега, значи, негдека околу 4% имат доверба во судството. А тоа се довербата има само од личните нивни пријатели и личните нивни роднини. Од другите немаат апсолутно никакво почитување, никакво верување и да ги нема, ќе биде најарно. Благодарам, поздрав. Благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Ако може да се каже добар. За некој добар, за многу повеќе лошо. Како било? Како вика да веруваме во да и како да излеземе од овој ќорсокак? Па јас мислам да излеземе од тој ќорсокак спасе само судиите, нашите судии. Од Основен суд, ту Уставен суд, сите се одат дома. А јас колку упознавам судството, колку пати сум бил, не говорам за кривичен суд, говорам за прекршачен суд. Работат само 30 минути, 9:15 една странка, 9:15 до 9:30 друга странка и после 9:30 судијата нема трага, исчезнува, кај оде, шо оде, никој не знае и не може да го најдеш да го бараш со ловджитски загари, со најубавите, кажемо, трагачи. А како да веруваш во човекот што измислува приказни, што ти кажува он што сака, не ти што му кажува вистината и да ти забране да немаш право на жалба. А нашиот суд, ако беше како што треба да биде суд, ние ќе имавме држава, ние ќе имавме право, Европа ќе не поштуваше, ќе не сакаше. Европска унија планира да испрати оценска мисија. Дали сте оптимист? Молим? Европска унија планира да испрати оценска мисија за работата на судството. Дали сте оптимист? Тешко да се оправа со тие нашите, не кажам, тешки зборови. Така, благодарам многу за јавувањето. Сега малку ќе ги вклучиме и твитерџи, сега кој на Твитер има многу твитови, ќе почнеме со твитот на фортификација. Ова е објавено на 21 март, еве што напишал. И после зошто 4% доверба во судство? Отворено е како пупка.
Еве зошто. Охриѓанец паднал во шахта отворена, тужел и изгубил. Сега треба тој да плати оштета од 200.000 денари на јавно предпријатие затоа што паднал во шахтата. Лудило. Па како да се излезе од овој ќорсокак во кој што е влезено нашето правосудство и мора да напоменеме, најверојатно повеќе никој не му верува. Има ли решение? Каде го гледате? Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Да. Да, одлично, повелете. Благодарам, сум јас. Добро, чим не одговара, сигурно сум јас, а затоа... Да, ве слушаме, продолжете. Ќе зборувам јас, нема да слушам прашање или подпрашање, а ќе почнам и ќе завршам со зборови. А зборови добри за Македонија веќе немам. Затоа што еве не само вие, било кој од јавувачиве нека помислат дали има една институција во Македонија што ја води македонец. Нека ви кажат, една институција. Ниједна нема. Ниједна. Оно Струмичкиот регион. Се што требаше и што не требаше даде за да биде премиер и да стане милионер. После него го стави овој сегашниот така бакнано во вреќа, извадено името, ева ви го премиерот. Исто така проложи. Му дадо еден декар нива за да му украдат 1 милијарда од буџетот. Буџетот го води не македонец, финансиите не македонец, полицијата не македонец, армијата не македонец, медицината не македонец, правото не македонец. Што сакаме ние? Дали имате позитивни гледишта во однос на доаѓањето на оценската мисија? Не слушам ништо и не мора да слушам. Ние само ќе чекаме уништување. До уништување ќе чекаме. Каков суди и какви кари. Вака сега, благодарам и вам за јавувањето и еве сакаме да слушаме токму од граѓаните, уште еднаш ќе посетам. Верувам дека секој од вас со оглед на тоа што активно секојдневно живеете во оваа земја и како имате идеи и решенија во однос на тоа како може да се излезе од овој ќорсокак. Па еве доколку вие имате идеја, сакаме да ја слушнеме како да излезе правосудството од ќорсокакот во кој што е влезено и секако повторно да се врати довербата во него. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Вака, јас се јавувам од Тетово. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Намалите телефонот и далеко телевизорот од мене. Па јас се слушам од телевизорот. Добро, момент, одма секунда, да му видя времето. Вака, да, добро. Вратете го тајмерот, ве молам, од почеток, вратете го. Господјо, се извинувам. Вака, јас без 20 години во Гризово и без за од тројца оштетени, едниот беше министер за економија, а едниот беше Добрина Карцарска. И ви што кажувам, значи нема што да крием. И не се појави на судење, прати само адвокати, јас сум влегувал и сум украл нешто, бидејќи у тоа време крадев без млад, не знам што, пренаврска, тоа било и пошто. Меѓутим, сега тако да се искорени тоа, тие луѓе се уште на власт. Од каде толку пари, знаеш ли за колку пари јас одговарав? Огромни пари. Значи, за да се земат тие пари, имаше снимки и прислушкување пред да се влезе да се земат парите, какви работи се работаат, значи ако се каже на новинари или на нешто, ќе стане бум голем у држава. Се плашим, зашто не се плашим, нема што се плашим. Сега сум бездомник, у Тетово ви дадов само едно соопще без купатило, без вода, без ово, без ово. Значи, треба од корен да се искорени. Се уште се на власт. Значи, било и ВМРО, уште се на власт. Биле СДС, уште се на власт. Биле ДУИ, уште се на власт. Значи, треба од корен да се искорени, да се изберат луѓе од сите партии, да се измеша и најубаво така ќе биде, најубаво така ќе се работи. Големо благодарам и вама, еве што споделивте вашата
приказна лична и се разбира вашето видување и одговор на нашето прашање кое што го имаме денес во Црвена линија. А одиме повторно со Твитерџи, не случајно ви ги читаме бидејќи ве можеби ќе се сложите со некој од нив, можеби ќе имате спротивно мислење, како да еве како се коментираше на Твитер. Мача има напишано, јака му душа на човеков, го апса дури ако некој функционер од власта се испокара со швалерката. Ова е твит во однос на насловот каде што стои дека полицијата е пред домот на Јанакиевски. Дали власта се спрема да го спроведе во затвор. Па како да излеземе од овој ќорсок во кое што не е влезено правосудството? Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Решение е според мене утре. Цел народ во цела Македонија, масовно на улици и барање оставка од ова нелегитимна антимакедонска влада. Како да се излезе од ќорсока, кеве? Па еве, значи, тој е првиот чекор. Масовни протести и да падне ова нелегитимна власт која поставува неспособни, корумпирани суди и обвинители. Дали гледате дека цело село Заја станаа суди и обвинители? Кој знае дали имат и 8 завршено, ДУ и СДС ги ставаат за суди и обвинители. Значи, прво да падне ова нелегитимна антимакедонска власт, нали, во која е октоподот... Ајде сега да ве прашаме и ова, дали верувате во оценската Не верувам. Зошто? Таа че јавси исто македонци како што ги јавшеше, бели, нели... Сметате дека проблемот е националистички според? Те молам дозволи да кажам на секој збор, не прекинуваш, јас зборувам имена за добро на цел народ. Значи, не може некој да ни крои капа во Македонија. Паче апсат македонци кои се против уставни измени. Значи, решен... Како и да е, еве уште еднаш. Значи, јас предпоставувам дека никогаш не сме оставиле впечаток како редакција емисија во која што нели ќе правиме поделба на луѓето во однос на националноста нели од каде потекнуваат. Она за што зборуваме е за интегритет, квалитет и секако она што се очекува од една земја народот да има доверба во правосудството. Како и да е влезено ние во ќорсокак, па она што ве прашуваме како е најдобро да излезе отаму. И што мислите, што прво треба да се направи? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Подхитно веднаш суспендирање на Републичкиот судски совет, Советот на јавни обвинители, преиспитување на работата подхитно веднаш на сите што се платени и обвинители и судии, сите оние што има суди што имаат сомнителни пресуди, сите оние суди што им паднале пресуди во Страсбург, подхитно веднаш отказ. И судскиот совет, председателот на или Републичкиот јавен обвинител, законите да се прилагодат, да се бира на општи избори. Како што е во Америка. Се гласа таму за врховен судија, се гласа за све. Така и кај нас. Бидејќи кај нас, знаете, ќе се припукуваме ние политизација, знаете како жени на чешма. Не, ние ништо не направивме, овие другите се направија. А усвари сите ставиат партиски војници во овие институции. Погледнете ги како се одвива некои судски предмети, како се одвиваат сега некои судски предмети. Европска унија најавува оценска мисија, како гледате на тоа? Молам? Европската унија најавува испраќање на оценска мисија. Додека нема преоценка на работата на сите јавни обвинители, суди, бадиела и све што ќе дојдат ќе кажат дека не работа добро. Што фај до тоа? Па бе у затвор треба да одат прво за пример. Знаете што е најлошо? Може да ни се случи виница повторно. Што е најкатастрофално, луѓето веќе немаат нерви. Или тие суди и обвинители ќе се опаметат, или може да се случи виница. Јас се извинувам вака што кажам, затоа што натака ние одиме. Ние сме веќе во беззаконие. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Одиме повторно со Твитерџија. Герасим има напишано: извршната власт е проблем. Не смее да се меша во судството. Треба да има поделба во заграда не мешање на трите власти: законодавната, извршната и судската. Кај нас извршната е се, и законодавна и судска. Токму затоа сме на ова дередже. Па еве како да излеземе од ова дередже и од овој ќорсокак. Добар ден. Добар ден, убав. Најубав ден и вам.
го поддржувам и твитерџијата и господинот што се јави, се токму во право. Па како да се... Па знаете како, све ќе се распушти, народот ќе си гласа, а сите овие да си поднесат одговорност. Што направиле, како направиле, кој скрил, кој не скрил, кој што направил да си одговараат. И за нив да важат законите што сега важат за други, еве, што чекаат, не знам ја на киевски кого, трет да го апсат. Значи, еве, сега тоа да важи за сите суди и обвинители таму што се на власт. Затоа што од нив со честни исклучоци, секој пат зборувам, затоа во секоја фела има честни исклучоци. Значи, све друго да си одговара и да се види кој од каде, колку, што и како, и кој квалификации, како завршил, што има и како има. Значи, ова е еден баши бузлук. Вие рековте преска на национална, па на национална база е. Сега да не бидеме сите слепи, гледајте со име и презиме кој каде и што е. Кого тргаат, кого не. Не може извршната власт да биде сегдека како што е до сега. Значи, што си е извршна. Ова треба народ да гласа. Значи, јас гласам за некој што не го знам или го знам или било како. Не може све да биде под контрола на извршна власт. Па ние дојдовме до просечки стап од таа извршна власт. Само лични интереси, видите, милиардери. Само внимавајте на таймерот 90 секунди, но знаете, еве праксата е таква што во црвена линија секогаш е дозволено да се јавите повторно. Се додека трае ова издание. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Јас немам антипатија кон ниту една националност, но да ве прашам, како може само македонци да се насуд во независна Македонија? Како може македонец да биде суден? Ајде, вие што прво би направиле да се реши ситуацијата со правосудството? Што е она што треба прво? Секој човек кој следи политика, јас 30 години се јавам по вакви мисии, од ја сакам Македонија, ја бранам Македонија, а тоа сигурно дека е нешто нормално, така? Не може да бидам јас санкција ако ја сакам и ја бранам Македонија. Така? Така, со сета љубов прво што ќе направите за да се реши, еве? Значи, јас сум за масовни протести против ова власт, да падне таа власт, да одбериме експертска влада која ќе постави обвинители и суди и честни луѓе. Втора работа. Таму се напикани синови и черки, како нели октопод, што би рекол Бранко, пипци има на секаде. Тие да се искинат тие пипци на секаде. Таму черки, синови, мајки, татковци, роднини се напикани и така судат неправедно. Да ви кажам еден пример. Во Прилеп некој директор нели во време на СФРЈ изгазил магаре од некој сиромав човек кој леп вадел со тоа магар одел на нива да му носи кошови. Судот одлучил дека директорот не е виновен, туку магарето јадело комење и било пијано. Таков суд беше во време на удба на СФРЈ, а и сега тогаш го судеа Ченто Методија, сега го судат Јане Ченто. Истина. Благодарам. Ета како изгледа кога ќе бидеме конкретни и ќе зборуваме на темата. Големо благодарам. Еве, ова е тоа што сакавме да слушнеме. Сега кога продолжуваме со вас, па еве да слушаме какви идејни решенија имаат граѓаните во однос на тоа како може најбрзо да се реши оваа ситуација во правосудството, односно да излезе од овој ќорсокак во кој што е влезено и да се врати до вербата кон истото. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака. На линија сум, да? Да, ве слушаме, повелете. Како да излеземе од ќорсокак? Мене не ми е јасно како до сега се збори за судството, за правосудството, за обвинителите. Кажите ми некој кому му е досудено, пресудено нешто. Дали да дисциплинска, дали да излезе од работа да го нема во судството. Дали некому му е направена конфискација, што рече еден од гледачиве, 40 и кусор стана има. Па од каде ти е? Па конфискација, Тина, вака, со овој ќорсок, кога сме влезени, има корени пуштени длабоки и тешко да ќе излеземе. Европската унија најавува оценска мисија.
Да, видите, ние сме, да не речам, ајде да не увредам некого. Не сакам да увредам, меѓутоа, ние ќе ги научиме да крадат и тие, да се врзат со нашите, да се ќе крадат. И друго, ја ќе ве молам, дали сте приметили дека 1 минута и пол е многу мало? Таман човек да каже, да дојде до поентата што сака да ја каже, му завршува минута и пол. И дали ќе Благодарам прво вам за јавувањето. Има гледачи, се разбира, кои што би сакале подолго да трае секој излагање, би сакале и ние, но во тој случај временски колку што трае црвена линија, за сега траеме колку што траеме, за да има повеќе вклучување, секако измерено е практично, за да има повеќе мислења секако во ова издание, да бидат 90 секунди. Но затоа јас сите вас ве охрабрувам, се разбира, телефонскиот број отворен 0230700005, тоа и го прават некои од гледачите, завртете повторно и добите нови 90 секунди. И сега го благодарам за гледачот еве што ни укажа на вакво побарување. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете. Како да се излезе од овој чаршока во кој е влезено правосудството? Так. Многу јасен одговор. Многу јасен одговор ќе ви дадам. Додека истите партии владеат 30 години без разлика дуи и овај онај, ова ќе се случува. Мој предлог, за да се излезе од овој чаршокак, треба по 30 луѓе од врво на сите партии да ги снема, мислам, од политичка сцена, да дојда млади деца кои ќе нема да знаат друго, сем да ги осудуваат ова што и направија на Македонија. Дали сум јасен? Нова гарнитура, нови луѓе. За прв пат тале од Прилеп да го поддржат, што кажува, или на улица. Прв пат. А тој што го негира Тито за тоа време, ќе си го бараме Тито, тале сигурно слуша. Зошто? Оти во молошост не. Само тоа е решението за оваа држава. Нови деца, нови млади деца како вас, да речам, ве гледам на екранов, да дојдат, кои нема да речат ова е од ВМРО, ова е ДСТС. Тие заедно си седат и пијат и си прават што сакат. И дека настават. Додека ние вака се слушаме преку телевизии, нека си настават. Не е 70-80% платата. 150% да си зголемат платата. Големо благодарам и вам за јавувањето во ова денешно издание на Црвена линија. Сега го продолжете да не следите понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав многу Тина до тебе и до голем поздрав и до вас. Значи, да ти кажам најискрено, ги слушав сите гледачи, нели? И сега како да се излезе до овој ќорсокак. Јас да ти кажам, зашто не им се провери потекло на имотот на судиите, зашто не им се земат сите тие станови, од кај нив толку пари, со една плата, да речеме толку колку и да е таму, не знам колку им е платата, зашто, од кај тоа, како ги добиле тие пари, значи, се става, сега се губи, немам сигнала, на сигурно ме слушате. Ви слушаме одлично, продолжете. Нема проблем, нешто телевизорот се исклучи. Сега да ти кажам најискрено, зашто не се провери тоа и сега сите корумпирани, сите подкупени, сега дали оваа власт или онаа власт, секако ќе се најдат да ја слушаат власта, дали ќе биде оваа или онаа, и секогаш ќе има така и никогаш нема да има правдина, и затоа не знам кој би донеле, јас да ти кажам, еден професор има Лазар Јовевски, сигурно го знаеш по трудово право, единствено нему што му се восхитувам, професор е направен факултет, младо момче како тебе, такви ни требаат луѓе, исправни, ама и Тина, има ли исправни? А може би па јас ако сум исправна и судија сум, може да згорам и викаат па вака ќе пресудиш. Значи не знам што се случи со оваа наша држава, веќе на никого да не веруваш. Види, ние не веруваме на верувате ли во доаѓањето на оценската мисија која што е во Европската унија? Па ја би била среќна да дојдат и да го решат веќе конечно ова. И верувам дека ќе го решат. Поздрав многу. Голем поздрав до вас. Еве уште еднаш секако ќе напоменам и ќе потсетам задолжително, нели, кликнете и на
telma.com.mk. Задржете се на насловот каде што Девид Гир ексклузивно за топ тема вели Европската унија испраќа оценска мисија во Македонија за работата на Судскиот совет и уште еднаш ве подсетувам, не заборавајте вечерва токму целото интервју со него да го слушате во вечерашното издание на топ тема во 19 часот и 15 минути. А сега ве слушаме вас и вашите решенија, насоки, идеи за тоа како може конечно нашето судство да излезе од овој ќорсокак и да се врати целосната доварба во него. Добар ден. Добар ден. Јас само ќе напоменам дека на 023070005 не заборавајте, оние кои што може беве прв пат ќе се вклучат во црвена линија да биде намален тонот на телевизорот, оние за кои што им беа малку 90 секунди, секако можете повторно да го завртите бројот и секако да добиете нови 90 секунди. А во овие 90 секунди верувам дека веќе добро се слушаме со новиот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Здраво, добар ден. Јас се од Германија, Мите Василев. На некој необично што се представувам, така треба секој да биде. А јас ке ви речам друго, слушате ме само добро. Се додека овие слушателите се јавуваат и само зборе шо сака, негово право не ми теше, не се представуваат, вие немате поима со кого зборувате. А зошто? Па нека се јаве, и тој сум, за тоа сум да се знае дека е така. А еве во Германија колку се извинувам, во Германија колку имаат германците доварба во судството? И од Антарктико нека дојде. Тој само ке се напулне пари и те како ке го опарат и ке си замине. Тоа го гледавме. Советници. Ништо од тоа. Како е во Германија, ве молам, ево таму се јавувате. Како е во Германија? Германците имаат ли доверба во своето судство? Слушайте, јас не знам дали ќе ме разберете. Никаде луѓето ситната риба не е задоволна, а и не може кај нас никако, него петлјат закони, а бреден закон кој се донесе, треба сите да го поштуваат, а не е закон за мене и за вас, за останатите никако. А у Германија си исто, кој е незадоволен и нема шо тука, ама... Големо благодарам и вистинско изненадување, освежување, благодарение на технологијата и можностите. Имаме гледачи кои што не следат во Германија. Драго ми е дека е така и секако дека добивте желба да се вклучите во ова издание на Црвена линија и секако ве очекуваме во секое наредно. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро во Црвена линија сте. Предходно гледачот што беше пред двајца ме насмеа сладко, кога рече и тие што ќе дојдат да помогнат во ова судство да биде како што треба, ќе го направат корумпирани. Ќе ги заразиме. И така е, навистина така е. Еве, каде е амбасадоркава американкава? Нигде кај ја нема. Што рече? Него јас Тинаке, еве за правосудството, никој не верува, и јас не верувам, повеќето не веруваме, нели и статистиката кажува тоа. Меѓутоа, еве за бирањето на јавните обвинители, конкретно за Наџафери синот. Како може да се избере без да дипломира јавен обвинител да стане? Па знаете ли, таа Габер ја води академијата, а професор и беше Стеван Габер, кој што ми предаваше мене теорија на држава и право. Знаете ли он колку беше строг професор? Какви принципи имаше? Какви студенти бевме тоа време? Некој оргираше за теорија на државата и правото кога бевме собрани во салата. Знаете ли, наредени индексите го бараше тој за кого беше оргирано. Зема, го најде и го фрли во корпата за ѓубре. Последната купека што седевме ние. А не сега ќерка му се превртела во гроб, за да даде јавен обвинител да биде, како може тој после да ти суди јавен обвинител, без диплома да биде јавен обвинител.
Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Се разбира, доколку сакате нови 90 секунди, додека трае ова издание, слободно повторно завртете го нашиот број. Еве уште еден наслов кој што сакаме во рамки на оваа денешна тема за која што говориме со вас. Секако ќе повторам на telma.com.mk. Насловот е запрена дисциплинската постапка за врховниот судија Наке Георгиев ќе биде избран за член на судски совет бидејќи е единствен кандидат. Каде го гледате решението да излезе правосудството во Македонија од овој ќорсокак во кое што е влезено и како да се врати до вербата? Добар ден. Дали се слушаме? Одлично ве слушаме, повелете. Како да се реши во судството проблемите? Да. Мафијата сицилијанска Коза Ностра може само вода да им носи на овие мафијаши во Македонија кои се. Тие се инволвирани во сите сфери на системот, во државата. Само гледате што прават, купуваат со без пари и не плаќаат даноци. 1,2 милиона, како 1,2 милиона? Над 2 милиарди крадат од државата. Овде е единствен спас за ова држава. Само државен удар да се хапсат сите инволвирани во овие институции, како од финансова полиција, така во судство, во сите, и да се очисти еднаш. Европската унија најавува доаѓање на оценска мисија. Дали сте оптимист? Абе не помагат никош никаки, како Европска унија, какви баклачи. Гледате законот за цигари што го донесува. Ти влегуваш во кафана, има знак за забрането пушење, то ти носи пепеляра, ти носи пепелник. Има ли закони во оваа држава? Какви закони? Ништо не помага овде, само државен удар. Бидете поздравени. Бидете поздравени и вие и големо благодарам и вам за учеството во ова денешно издание на Црвена линија. Кога сме кај Црвена линија, дојде времето и за реклами. По рекламите време е и да ви соопштам како одговорија на денешната Instagram стори, анкета Instagramџи. На прашањето има ли барем еден судија или јавен обвинител со интегритет, со да одговорија 16%, а со не 84%. Секако, еве, подсетувам да следете на социјалните медиуми, тука е Facebook, Twitter, Црвена линија, профилот на Телма телевизија и секако на Instagram. Утре повторно со вас на нова тема ќе дискутираме. Секако не го пропуштајте вечерашното издание на Топ тема во 19 часот и 15 минути. Ние се гледаме утре во нашиот термин. Довидување.